општина Газимова ја проширивме улицата Благоја Стефковски. Ја реконструиравме и ја проширивме. Исто така ја проширивме и реконструиравме улицата, тоест кракот на улицата Јужноморавски бригради према гробиштата Камник. При тоа направивме водоводна, атмосферска и фекална канализација за оваа населба. Го направивме заедно со општина Газимова, заедно со Тони Трајковски, заедно со владата на Република Македонија и Министерството за транспорт и врски. Го реконструиравме патот до спортскиот центар Хиподром. Направивме патишта до населбата Инџиково. И што е најважно, го направивме главниот фекален колектор од Стајковци преку Инџиково, преку Сингилиш, па се до реката Вардар, кој што ги реши проблемите со фекална канализација на повеќе од 30.000 жители на општина Газимова. Во мојата изборна програма има нови проекти кои што имаат точно утврдена динамика за нивна реализација. Ќе напоменам само некои од нив. Ќе продолжиме со изградба на водоснабдителните и канализационите системи во сите населени места, изградба и реконструкција на патната инфраструктура, отпочнување со гасификацијата во општина Газибаба, проширување на мрежата на парно грејење, на енергетика, се со цел да се направи заштеда на трошоците за грејење на граѓаните. Изградба на 3 основни училишта: Григор Прличев, Вера Јочич и Крстемир Сирков. Отпочнување со изградба на детска градинка во Стајковци, изградба на 2 училишти спортски сали, изградба на спортска сала во населба Ченто, отпочнување со изградба на нова зграда на општинската администрација. Тони Трајковски заслужува да му се верува, затоа што тој во минатите 4 години со скудните средства што ги имаше, со силна соработка со градоначалникот на Скопје Коце Трајановски и со владата на Република Македонија, со одлична координација помеѓу нас, успеа да направи проекти и дела кои што се над можностите на Газибаба, во смисла над финансиските можности на Газибаба. И на тој начин успеа да направи многу повеќе проекти отколку кога би бил некој градоначалник од типот на Стефчо Јакимовски или од типот на некој друг од СДСМ, кој што постојано и беше задачата и идејата да се конфронтираат со владата, да не дозволуваат проекти на владата во општината, да ги кочат владините проекти и се што може да се направи само да има конфронтации, а да нема дела и да нема проекти. Тони Трајковски не е таков човек. Тој е обратно. Тој гледа проблемите да ги решава, тој гледа проектите да се градат, ветеното да му се оствари, тоа што го ветува да го реализира, кај што му треба помош низ државните институции и градските институции да ја добие, не заради него, заради вас. Вие ги користите тие работи кои што Тони ги прави, ги создава и проблемите кои ги решава. Така што таков човек треба сериозен, стабилен, систематичен, човек од збор и човек што макотрапно работи и е посветен на работата и на создавањето дела, бидејќи Газибаба се сака со дела. Не ни требаат луѓе што ќе ни кажуваат колку е сакале Газибаба, тука биле родени, тука израснале, емоции, спомени или нешто друго. Не, Газибаба се сака со дела. Како што и Скопје се сака со дела, како што и Македонија се сака со дела. Морам да кажам дека Тони имаше посебно силна подршка и од Коце Трајановски. Коце Трајановски тука беше градоначалник, добро го паметите, како резултат на неговото работење и успеси тука и напредокот кој што го направи овде во Газибаба, иако и тој беше во една тешка ситуација, ќе ве потсетам, тој наследи долг од неговиот претходник Борче Стефановски, кој што сега пак се кандидира, долг од 2 милиони евра, кој што го следеше за време на целиот негов мандат. Коце Трајановски, додека беше тука градоначалник, мачеше да го врати долгот на Борче. Значи, долг ни остави Борче Стефановски, ама многу дела нешто не се сеќам да ни остави. И затоа, сега и двајцата во прв круг, и Коце Трајановски, и Тони Трајковски, ќе ја добијат довербата на мнозинството граѓани и во Скопје, и во Газибаба. И заради минатото, и заради делата, и заради создаденото, но и заради она што го ветуваат во новата програма. Во неја се предвидува изградба на економска зона
на влезниот дел од заобиколницата, со што ќе се привлечат нови инвестиции и ќе се отворат нови работни места. Затоа, драги пријатели, на 24-ти масовно да излезиме во прв круг и Коце Трајановски, и Тони Трајковски, и советничките листи, со мнозинство советници. Бидејќи градоначалникот без советничките листи не може да ги реализира дадените ветувања. Такви се законите во Македонија. Масовно за луѓе што создаваат, работат, имаат чесен однос и создаваат дела. Газибаба се сака со дела, Скопје се сака со дела, Македонија се сака со дела. Најпрво го довршиме булеварот Видое Смилевски Бато. Потоа продолжиме со булеварот Србија во должина од 2000 метри. Го реконструиравме коловозот на булеварот Јане Сандански. Работевме заедно со општина Аеродром на изградба на паркиралишта на Васко Каранđелевски и во населба Аеродром. Направивме паркиралишта кај транспортниот центар со 282 нови паркинг места. Екипите на градот Скопје реконструираа повеќе од 1800 метри водоводна мрежа на Горноврановска, на Божи Николов и во населба Горно Лисиче. Продолжуваме со капитални проекти кои ќе останат во наследство на идните генерации. Она што досега е сработено е силна гаранција дека ќе го реализираме тоа што го ветуваме во нашата програма. Со програмата за наредните 4 години предвидовме повеќе од 100 нови проекти со прецизни рокови за реализација. Ќе набројам само мал дел од проектите кои ја сочинуваат нашата визија за општина Аеродром. Изградба на нова спортска сала Јане Сандански, која ќе содржи повеќе од 5000 гледачи и помошна сала за повеќе од 1000 гледачи. Изградба на хотел, модерен спа и фитнес центар, како и многу други придружни елементи. Целосна реконструкција на детската улица Тоше Броевски, како и изградба на нова детска улица во населбата Јане Сандански. Во општина Аеродром ќе го изградиме и најголемиот парк во државата, прв од ваков вид со богата содржина што ќе се наоѓа покрај кеот на реката Вардар. Добро вечер, Аеродром! Добро вечер, драги аеродромци! Добро вечер, Скопје! Вечерва се собравме во така голем број да дадеме подршка на кандидатурата на сегашниот и иден градоначалник на Аеродром, на Ивица Коневски, и на сегашниот и иден градоначалник на Скопје, Коце Трајановски. По изминатиот период се покажа на секаде низ Македонија, каде што СДСМ работеше во советите, секаде ги обструираше градоначалниците од ВМРО ДПМНЕ. Независно што предлагаа и независно за што се бореа. Гледам дека СДСМ веќе поодамна дигна раци од тоа да ги подсетува луѓето што тие направиле во минатото, за на база на тоа денеска народот да им верува дека тоа што ќе го ветат за иднина држи вода, дека тоа ќе се исполни и дека на база на минатото може да веруваат на иднината. Второто што се откажа е исто така да ветуваат некои конкретни дела за иднината. Да ветуваат како ќе ги решаваат проблемите во општините, во урбаните, во руралните, како ќе ги решаваат во многу рурални места недостатоците на разни работи што се од животно значење на граѓаните, или во урбаните места нештата поврзани со улици, со булевари, со паркови и така натаму. Тие практично сватија дека на овие локални избори нема што да барат со проекти, ниту со минато, ниту со иднина. Независно што носат слоган поврзан со иднината, на Бранко и на СДСМ им е јасно дека народот не ја гледа својата иднина во нив. Затоа што тие се дел од нашето минато, од оној грд дел на нашето минато, во кој што гледавме кога има можноста да бидат на власт, кога имаа довербата. Гледавме криминални приватизации, по кои следува отпуштање на 200.000 луѓе. Гледавме шверц и кршење на ембаргото,
а денеска не подсетуваат балканските криминалци како си ги делеле парите директно со премиерот и со тогашниот министер во кафаната и дадија. Ветуваа дека ќе вработат по еден од семејство. Наспроти тоа, не само што не вработија, туку отпуштија во многу семејства по еден. Се сеќаваме на минатото со нив поврзано со ТАТ, Алфа С, лавци и други пропаднати пирамидални штетилници. Се сеќаваме на едно такво време со кое што овие луѓе станаа свесни дека не може да ни говорат за еднината и тоа да помине, и тоа да им се поверува. Затоа, драги пријатели, се осврнаа на други прашања. Бранко Црвенковски почна да го мотивира своето гласачко тело, верувајќи дека тоа знае дека со проекти не може да ги убеди. Затоа што имал време да направи проекти, не направи проекти. Па сега тргна да ги убедува во нешто во што имаат некоја мала верба, а тоа е дека го била за манипулации, дека го била за матни игри, дека го била за и троштени со кои што нешто ќе прекрши, нешто ќе изваже, нешто ќе направи матно. И сега почна да ги мотивира со тоа што ако излегле да гласаат за СДСМ, како членови на СДСМ, тоа ќе им обезбедело и предвремени избори, а со тоа демек ќе им се обезбедело и враќање на власт. Таков сон, драги пријатели, нема да видат ни најавени на сон. Затоа што ќе им порачам нека молат Господ да не дојде до предвремени избори, бидејќи на тие предвремени избори ќе изгубат многу повеќе отколку на овие локални избори. Втората работа на која што гледам се насочија откако дигнаа раце од зборување за реални проекти, бидејќи на тој начин не може да стекнат доверба, е тезата дека овие избори нема да бидат фер и демократски, дека има нерегуларности, дека има режим, дека нема демократија и слично. И ги гледам, почна најпрви да си ги кршат прозорите на неколку нивни штабови. Но откако тоа не им помина, се фатија со една глупост да ни кажуваа дека во Крила Паланка, во сред ног некоја жена отишла да пишува некои решенија во Министерството за труд и социјална политика во Крила Паланка. Откако видоа дека и таа глупост не поминува, се фатија да ги вадат нивни членови на кои што преходно им дале пари, а тоа МВР го докажа денеска, односно вчера, го фатија еден од тие кои што јавно си призна дека за 50 евра пријавил дека му е украдена личната карта со цел да извади нова и сега пред медиумите да покаже дека има две лични карти и со тоа да прикаже дека еве ВМРО во суштина нешто подготвува некои нерегуларности со луѓе кои што ќе имаат две лични карти. Еве го човекот си призна, си доби пријава, си кажа од СДСМ дошле, 50 евра му дале и на него веројатно и на други. Па ги фативме во лага. Ај што лажат, туку уште првиот ден ги фаќаме во лага. Па да смислат нешто пософистицирано. Бар не дава дена да држи, избори да поминат. После тоа ги гледам, вчера извадија нова приказна дека дошле луѓе од Пустец, кои што патем речено се државјани на Македонија и не гледам ништо страшно ако дојдат. Меѓутоа еве го прикажаа тоа како некоја изборна измама, дошле луѓе од Пустец, македонци со македонско државјанство. И тие сега ќе ги заматели изборите и на СДСМ ќе му невозможеле да победи. Па ги пратија оние блиски до нив новинари од поранешното Ајден да отидат и да го документираат тоа. Луѓето отишле, снимаа, гледавме на телевизија, отиде МВР да провери, испадна не биле македонци од Пустец, луѓето биле студенти од Турција, кои дошле тука да студираат во Македонија. Си кажале, се легитимирале, се представиле, пак за 24 сата се фатија улага. Кој им ги смисла овие работи, не ми е јасно. Или од Шема, или од Минчев, тука е некаде. Уште не ми се верува дека од Бранко, иако со неговите настапи, и тоа веќе не ми изненадува. Најновата работа денеска што ја чувме, ова не ми се веруваше кога го чув, извадиле денеска дека има нови 47.000 фантомски, замислите, фантомски гласачи и кажуваат во кој град по колку. И гледам сега нешто сумљиво ми паѓа, најмногу таму Тетово, Боговиње, Теарце, викам сега, што ние би правиле фантомски гласачи во Тетово, Боговиње, Теарце, што е поентата? Провери МВР денеска, ги проверивме списоците, проверивме се што зборат,
Тоа биле новите полнолетни граѓани што од оваа година добиваат право да гласаат на избори. Добро бе луѓе, СДС беше поинтелигентна партија. Ние сме прва политичка гарнитура во Македонија од 2006 година наваму, што пред секои избори излегува пред граѓаните со отчет. Знаете зошто? Затоа што имаме што да напишеме во тој отчет. Затоа што сме ветиле во програма внимателно, студиозно, со аналитика, со добри подготовки и консултации, сме работеле, и тоа убаво работење, двосменско работење, со сета сила и со сето срце, морам да ви кажам. Од срце и од душа. И на крај, не ни е ниту срам, туку ни е чест да излеземе со отчет. Така направи Ивица Коневски, така направи и Коце Трајановски. Направија отчети, ги поделија, секој да се види што е ветено, што е остварено. Јас од ова место уште еднаш ќе го поставам прашањето. Можно ли е Европската Унија 4 години да дава позитивен извештај и препорака за почеток на преговори без одлагање за Република Македонија, ако во Македонија е точно тоа што го говори Бранко Црвенковски, дека имало режим, тиранија, немало слобода и немало демократија? Дали е можно Европската Унија да ги укине визите за граѓаните на Македонија после толку многу години имање визи, ако станува збор за земја како што Бранко ја нарекува тиранија, режим и немање демократија? Дали е можно НАТО од 2008 до денес јавно да кажува дека Македонија е држава која што ги има исполнето сите критериуми веднаш да стане членка на НАТО и дека само се чека да се реши проблемот со јужниот сосед? Не е можно тоа, драги пријатели. Затоа што НАТО, затоа што Европската Унија, Европската комисија не би се ставиле во таква ситуација да се бламираат и да даваат такви препораки, да даваат такви коментари, да укинуваат визи за режимски држави, да препорачуваат итен почеток на преговори на земја во која има тиранија, како што вели Бранко Црвенковски. Тиранија ли е тоа што по 135 милиони евра секоја година им даваме на земјоделците субвенција, наспроти нивните 5 милиони евра и тоа само во една година во 2006-та, а пред тоа ништо не им се даваше? Тиранија ли е тоа што и во најтешки времења, согласно нашето ветување, ги зголемуваме пензиите на пензионерите? Во тешки времења, во времења во кои што ни цела Европа ги намалуваат пензиите, намалуваат социјална помош, бркаат од работа, намалуваат плати во администрација, банкнотираат држави, банкнотираат банки. Тоа ли е тиранијата кога во оваа држава успеваме во едни тешки времења да направиме максимум што можеме за граѓаните, за народот, да се зголемуваат пензии, социјални помошти, да се намалуваат цените на лековите и тоа во неколку наврати, онака како што ветивме на граѓаните и така и го направивме тоа. Драги пријатели, по се изгледа режимот е само во главата на Бранко Црвенковски. Или со други зборови, кога е тој на власт, тој рачуна дека тогаш нема режим и дека има демократија, а кога тој не е на власт, тогаш има режим и нема демократија. Тоа, драги пријатели, во Европа не поминува. На 24-ти масовна подршка за победа во прв круг за Ивица Коневски, за Виктор Камиловски, за Коце Трајановски, за Владо Поповски, за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Да сте живи и здрави!